Оброкот на денот, денеска, на наше големо задоволство, за прв пат имаме и во утринската на Тилман, но и во овој сегмент од емисијата, во нашата кујна, Јованка Јанковска Бобе. Добре ни дојде Јованка, многу ми е драго што еве те имаме за прв пат во нашата кујна. Добро ве најдов и драго ми е што сум во вашата кујна. Да, јас се надевам и дека почесто ќе се дружиме и нашите средби во кујната ќе бидат почести, заради тоа што од она што имав можност да го погледнам на твојот блог, на вистина има бура од рецепти и се тоа нешто е многу интересно и примамливо за оној кој што сака нели да подготвува. И може на гледачите да им опишеме, бидејќи самиот блог е таков, Bob's Bakery, што можат нашите гледачи да го посетат и да се инспирираат за тоа што може да направат во својата кујна. Блогот формиран пред само година дена. Година дена. Да, на некој начин. Да готвам, всушност, од дамна почнав и да постирам веќе, почнав во една Facebook група Здрава храна Макаверзија, каде што бев член, гледав долго време и така дојде еден ден кога решив и јас да споделам што сум подготвила. Па после некако ми стана како предизвик, луѓето чекаа што ќе споделам. Така да, блогот го направив пред една година, од кога веќе имам голема архива на фотографии, видеа. Колку генерално блогот и овој тип на готвење ти одзема во текот на денот, бидејќи регуларно си имаш сосема друга професија? Так. Па не многу, затоа што го сакам ова што го работам. Најчесто навечер ги вршам тие работи, готвам, фотографирам, потоа снимам видеа, па ги монтирам и ги пуштам. Се сама? Најчесто моите пријатели, да, викаат, леле, мораше во 12 на полноќ ова да го пуштиш за сладки ништа. Денеска ни дојде со овесни барови со смокви. Така. Зошто се одлучи Јованка за овој рецепт? Па сакав нешто брзо што се подготвува и здраво. Секако веќе сите водиме сметка со што се храниме и затоа сакав ова да го предложам. Затоа што е лесен рецепт, брзо се подготвува, има протеини и влакна во него, без глутен, така да мислам дека ќе им се допаѓа на гледачите ваши. Од овесно брашно е направено, овесни снеголки, тоа е тестото, јајце, ванилин шеќер и мед. Филот ви е суви смокви, кои претходно ги обарувам да набабрат, да ги пуштат течностите, со мед, лимонова кора се блендира и тоа станува како паста. Тестото, значи, прво се прават сувите состојки, па јајцето со кокосово масло се спојуваат заедно, се прави тестото, значи како една леплива смеса. Се става една подлога на хартијата, па потоа се премачкува пастата од смокви и од озгора се изронува повторно тестото, се пече 15 на минути. На која температура? На 220 на 220 степени. Да, малце да заруменат гора. За 15 на минути го имаме ова. Имаш ли често, Јованка, коментари од луѓето кои што се твои следбеници и на блогот, и на социјалните мрежи? Има многу што ми се јавуваат, ме прашуваат како да го подготват рецептот, нешто ако не им излегува. Да, со секој го контактирам. Браво. Добро, еве вака изгледаат баровите. Ова декорација сакам да направам. Да, колку сакаш и тоа, колку сметаш дека е тоа важен сегмент? Тоа ми е најважниот сегмент. Затоа што кога ќе добиеме чинија со нели некаква храна, да, нели добрата декорација игра многу голема улога. Секако. Значи јас секогаш обрнувам внимание на тоа. Значи многу сакам храната да ја декорирам. Еве сега ќе подготвам една ружичка од јаболко, тоа има во моментот дома. Наоѓам време за се. Еве вако ова е новогодишно крпче. Да, новогодишно, малце вака. Да влијае на декорацијата. Повели? Благодарам. Ова го подготвувам. Може од озгора, ајде сега малце да направиме вака декорација со овесни снеголки, бидејќи тоа ни е... Да, тоа е основата на овој рецепт денеска. Основата на рецептот. Одлично. И малку цимет. Малку цимет, што ќе му даде волшебен вкус. Одлично. Еве, денеска го имаме рецептот на денот заедно со Јованка. Верувам дека ви се допаѓа денешниот избор со оглед на тоа што спомена и таа е многу едноставен и брз, од друга страна пак здрав за конзумација.
и веруваме дека ќе биде инспирација овој денешен рецепт за да си го подготвите и вие во вашата кујна. Сега да Кога го сликаме. подготвам, правам една Прво дегустираш или сликаш? Прво фотографирам, последна ми е дегустација. После. Така. Верувам дека и коментарите кои што стигнуваат од луѓето кои што те пратат се позитивни со оглед на тоа што навистина блогот кој што го споменавме Bob's Bakery може да си го посетите и да видите за што станува збор. Навистина ќе добиете инспирација за тоа што можете да си подготвите во својата кујна. Јованка, многу ми е драго што се запознавме. Ќе ги поздравиме заедно гледачите со овој навистина брз и вкусен рецепт кој што ни го подготви. Повелете, пробајте. Ние сега ќе дегустираме и верувам по мирисот не се сомневам дека ќе биде уживање. Ти благодарам многу и навистина те очекуваме во некоја следна прилика со некој следен рецепт. Благодарам на поканата. Вам ви благодарам за вниманието. Уживајте во овие увесни барови од смоквија доколку денеска бидат избор на вашето секојдневно меню.